Неколку часа откако Белата куќа објави санкции врз нафтената компанија Петролос де Венецуела. Председателот Николас Мадуро на државната телевизија го предупреди американскиот председател Доналд Трамп дека ќе има крв на рацете за насилството во неговата земја. Председателот Мадуро и директно му се обрати на Трамп на англиски јазик. И le digamos a Donald Trump con Venezuela, no te metas. Hand off Venezuela. Donald Trump, hands off Venezuela. De inmediati. Мадуро, критикувајќи ги американските санкции, сепак изјави дека е подготвен да разговара со опозицијата која е предводена од Хуан Гваидо, кој се повеќе земји го признаваат како председател на Венецуела. Listo una vez más para en Venezuela, en Trinidad y Tobago o donde sea, iniciar una ronda de conversaciones, diálogo, negociaciones con toda la oposición venezolana, donde quieran, cuando quieran y como quieran. Администрацијата на Трамп со најновите санкции го зголеми притисокот врз социјалистичкиот председател да ја предаде власта на опозицијата, поддржана од Соединетите држави, во земјата која е богата со нафта. Соопштувајќи ги санкциите, американскиот советник за национална безбедност Џон Болтон изјави: Now is the time to stand for democracy and prosperity in Venezuela. Најновиот американски чин значи дека владата на Мадуро ќе го загуби пристапот до еден од најважните извори на приходи и девизи. Венецуела е многу зависна од Соединетите држави за своите нафтени приходи, испраќајќи 41% од својот извоз на нафта во Соединетите држави. Мадуро може да ги пренасочи околу 500.000 барели дневно нафта, што во моментов се продаваат во рафинериите на Мексиканскиот залив, до пазарите во Русија, Кина, Индија, Малезија и Тајланд. Меѓутоа, обработката на меѓународните финансиски трансакции е тешка, без да помине низ американските или европските банки.